Почитувани граѓани на општина Куманово, почитувани представници на медиумите, почитуван заменик министер, почитуван градоначалник, владата на Република Северна Македонија во последните 3 години во континуитет покажува што значи вистинска грижа за сите граѓани подеднакво. Куманово во времето на режимот беше целосно запоставено и воопшто не постоеше на агендата за проекти од страна на тогашната режимска власт. Така беше и во делот на инвестиции во капиталните проекти во образованието. Ова влада ја направи видливата разлика и на овој план и на ниво на државата. Завршена е изградбата и рехабилитација на повеќе од 13 основни средни училишта во вредност од речиси 70 милиони денари. Во тек е рехабилитација на уште 8 основни средни училишта во вредност од близу 12 милиони денари. Само со правилен раст и развој може да успееме да ја дадеме шанса на младите да чекорат по патот на напредокот и успехот. Оваа влада инвестираше во изградба и реновирање на 25 спортски сали на територија на целата држава. Од нив 2/3 се веќе завршени и функционални. Денеска сме сведоци на завршени работи на надворешниот објект на спортска сала на Средното техничко училиште Наце Буѓони овде во Куманово. Во моментот се работи на уредување на внатрешноста на салата. Салата ќе биде опремена со сите реквизити и справи за мали спортови, кошарка, ракомет, мал фудбал и одбојка. Средства за нејзина изградба во висина од 27 милиони денари ги обезбеди владата, а општината Куманово вложи 1,5 милиони денари. Спортската сала започна да се гради минатото лето, а на есен со почеток на новата учебна година се очекува да биде пуштена во употреба откако ќе заврши комплетно нејзиното внатрешно уредување. Средното техничко училиште Наце Буѓони постои од 1960 година. Наставата се одвива во 72 паралелки со околу 2000 ученици на македонски и албански наставен јазик и до сега наставата по физичко и здравствено образование се одвиваше во импровизирани услови. Од септември ова и сите идни генерации ученици ќе имаат соодветни услови за реализирање на физичкото образование. Освен спортската сала на училиштето Наце Буѓони, разликата ја прават уште 2 новоизградени спортски сали во последните 3 години. Една за економското училиште и втората е во училиштето Јероним Дарада во Черкезе. Никогаш во Куманово не се градело толку и не се водело грижа за младите и за граѓаните како за последните 3 години. Грижата за кумановци оваа влада ја покажа и со враќањето на градската спортска сала, познатата Соколана, и стадионот во владение на општината. После долгогодишното крчмење и уништување на овој спортски комплекс, кој чува спомени за врвни достигнувања на спортски екипи од градот, тој ќе биде реконструиран и реновиран за повторно да ги отвори вратите за нови спортски настани и успеси. Вложуваме, градиме, се грижиме. Во инфраструктурата се реализираат проекти како никогаш досега. Дури во време на оваа криза со глобалната пандемија на COVID-19, инвестициите во инфраструктурата продолжуваат. Во Куманово и во поширокиот регион, во полн ек е градежната офанзива на различни капитални инфраструктурни проекти. Речиси сите регионални патишта околу Куманово, кои што повеќе од 40 години не биле реконструирани, сега се реконструирани, а одреден дел се во фаза на реконструкција. Дури 8 патни правци во должина од 102 километри со вкупна вредност од 12,3 милиони евра се офатени со оваа градежна офанзива. Патните делници Опај Белановце Станчиќ, Куманово Миладиновци, рехабилитација на регионалниот пат Куманово Свети Николе, реконструкција на регионалниот пат Куманово Опај, рехабилитација на регионалните патни правци Куманово Никуштак и Куманово Пелинце. Се поврзуваат сите изградени, реконструирани или рехабилитирани делници од коридорот 8. Градиме за да обезбедиме силен локален економски развој, особено во овој дел на земјата каде подолг период беше запоставен и немаше развој. Инвестиции во инфраструктурата, во патиштата се инвестиции за подобра поврзаност на локалните заедници со големите економски центри. Тоа се инвестиции за можности за нова развојна македонска економија. Градиме за да оставиме длабоко во минатото времињата кога заради негрижа на луѓето имавме на улиците секој ден 12.000 стечајни работници, од кои еден поголем дел беа од Куманово. И во таа насока направивме разлика. Грижата за нашите луѓе, за нашите граѓани беше во врвот на приоритетите
кое не мотивираше за да го решиме прашањето на стечајците, кои што сега добиваат по 8.000 денари месечно, а наскоро ќе бидат офатени и со програмата за поддршка од последиците од COVID-19, со платежна картичка за домашни производи во висина од 9.000 денари. Градиме држава која што е праведна за сите на темелите на социјална сигурност, стабилност, на развој на економија, за иднина и просперитет во заедницата на Европска унија. Благодарам.